Почитуван градоначалник, првин сакам да ви се заблагодарам за одговорот на нашата пресконференција и веднаш да напоменам дека во неа немаше баш, ама никаква злоба, туку само податоци, информации, бројки и факти. При тоа морам да напоменам дека полека, но сигурно доаѓаме до вистината. Првата е дека сепак општината се задолжила со ново задолжување, а втората е дека долгот е сепак 51 милион денари, а не 48 како што вие сакате да прикажете. Велите дека долгот ќе се враќа 12 до 13 години и дека општината ќе добие пари од малите хидроелектрани. Да, точно е дека долгот ќе се враќа 13 години, гледано од 2017 до 2030 година, бидејќи имате грейс период од 4 години. А зборувате дека малите хидроелектрани после 30 години ќе останале на општината. Да бидеме живи и здрави, ама после 30 години амортизација, тоа можеме да го продадеме само за старо железо, а второ, како што оди технолошкиот развој, покрај од сончевата, кој знае од какви ќе бидат изворите на алтернативна енергија. Велите дека мафтам со некакви одлуки. Јас ќе ве потсетам дека тоа не се било какви одлуки, туку одлуки кои вие ги подпишавте и зад кои што стоите лично вие. Невистина е дека сте наследиле долг од 39 милиони денари. Вистината е дека долгот е само 31 милион денари, а за да не мафтам со листови како што милувате да кажете, земете го првиот квартален извештај од април 2009 година, кога стапивте на функција, и ќе ги видите податоците низ бројки и факти. Ќе видиме колкаво ќе биде вашето задолжување кога вие ќе напуштите општината и за тоа ќе зборуваме тогаш. Прашувате како не ги гледаме инвестициите кои вие ги имате и како демек во наше време не е направено ништо. Непријатно ми е да кажам дека лажете, но сепак ќе кажам дека тоа не е вистина. Се прашувате зошто? Затоа што гледаме што правите, односно извинете, преправате. Ја преправавте главната градска улица во старата Шаршија неполни 2 месеци по незиното пуштање во употреба, каде асфалтот се распукна како костен. Ќе ги преправате и овие улици за кои што ја задолживте општината и граѓаните на Крива Паланка набргу после ова, бидејќи ако сакате да се уверите во фактите, заминете во населба Белево, заминете на улица Наско Тамбурков и ќе го забележите распуканиот асфалт и асфалтот со дупки кои што го поставивте ни повеќе ни помалку туку пред месец дена. Ги гледаме машините за зимско одржување со кои фрлате ризла со лопата, како што се правеше пред многу години наназад. Знам дека лопатата ви е заштитен знак, ама мора да признаете дека тоа е старомодно. Велите дека во оваа година сте поставиле повеќе асфалт отколку било кој досега. Колку е тоа? Ве прашувам. 10, 15, 20 километри. Јас ќе ви одговорам дека само патниот правец од село Осиче до село Нерав е подолг отколку сите ваши асфалтирани улици и тоа без ниту денар ново задолжување. А каде се тука патните правци, господине градоначалник, кој што ги постави нашиот градоначалник во времето од 1991 до 1996 година, господинот Раде Алексовски? Само како напомена. За село Можињак преку село Конопница, за село Луке преку село Киселица и Добровница, за Голема и Мала Црцорија, за Градец, за село Жидилово, за село Трново. Да не ги набројувам селата Герман, Псача, Петралица, кои се сега по друга општина. Тука е за обиколницата на градот, канализацијски системи во населба Домач, на Житни Магацин, во населба Илинден и многу други населби. Тука е фабриката за вода, главната градска улица по која возите секој ден и на која и после 6 години од пуштањето не и фали ниту парче асфалт, како што е тоа случај со вашите инвестиции. Ме прашувате кои се новите даноци и такси кои што ги воведовте. Ќе ви одговорам уште еднаш, иако мислам дека и после првиот прес многу добро ги знаете. Покачена вода за домаќинство и правни лица, покачена ѓубрарина за домаќинство и правни лица, гробарина, такса за одржување на јавни површини од 60 односно 120 денари за правни и физички лица, такси за времени објекти, такси за угостителите и слично.
Има многу податоци и бројки со што пресод би траел со часови, но за тоа сепак би остал во друга прилика. Мене ми е многу побитно зошто не ни одговоривте на главните прашања за кои се уште чекаме одговор од првата пресконференција. Ќе ве потсетам и на нив. Зошто отчетот го дистрибуираа партиски членови? Кој ќе ја сноси одговорноста за оштетените возила на Криви мост? Кој ќе ја сноси одговорноста за злоупотребата на деца во политички цели? Дали фирмата Цвет Компани има одредени привилегии, бидејќи иако субјект од мал обем според Централниот регистар на Македонија ги собра сите тендери во последно време во општина Крива Паланка? Дали е точно дека за изградба на плоштадот се уште немате правосилно одобрение за градба и доколку немате, зошто го кршите законот? Зошто толку помпезното најавувано рестартирање на градската кланица се уште не е реализирано? Дали се откажавте од гасификацијата и ако е тоа така, зошто трошевте пари за физибилити студија и други документи? Ова се прашањата на кои што, ако добиеме одговор, ќе ви бидеме благодарни.